Оделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал, сектор за криминалистички истраги, единица за корупција, до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, поднесе кривична пријава против ДГ, ЕА и ОП, сите од Скопје, поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела злосторничко здружување, одавање службена тајна, попречување на правдата и противправно стекнување и прикривање имот. Пријавените ДГ и ЕА во периодот кога биле вработени во Министерството за внатрешни работи, заедно со ОП, се приклучиле на организирана криминална група, за која прибавувале, соопштувале, пренесувале или на друг начин овозможувале достапност на податоци што представуваат службена тајна. Во период од декември 2019 до март 2021 година, знаејќи за постоење на интерес на поголем број на личности за добивање на вакви податоци и службени информации за актуелни криминалистички истражувања, планирани мерки и активности за лишување од слобода, со посебен акцент за податоци дали и против кои личности и од кои причини се спроведуваат оперативни и истражни действија, како и дека таквите податоци и информации може да се прибават со давање на парични награди, се поврзале со оваа криминална група, во која имале посебна улога за пренесување службени информации, поврзани со организирани криминални групи, инволвирани во извршување на криминални активности од повеќе области, особено на тешки кривични дела, од кои за некој е предвидена и казна доживотен затвор. Имено Бирото за јавна безбедност при Министерството за внатрешни работи во координација со јавен обвинител од ОЈО-ГОК од октомври 2023 година до јануари 2024 година спроведуваше истрага за македонски државјани кои како членови на меѓународна криминална група, користејќи ја енкриптивната Sky ECC апликација, договарале и превземале активности за организирање на набавка и пренесување на кокаин од земјите од Јужна Америка до земјите на Европската Унија и Република Северна Македонија и учествувале во извршување на други кривични дела, а која заврши со кривична пријава против 16 лица. По поднесување на кривичната пријава, Одело за криминалистичка полиција продолжи со анализа на податоците добиени од Европол и Евроджаст и во координација со јавен обвинител од ОЈО-ГОК обезбедени се докази врз основа на кои е дојдено до сознание дека пријавените ги сториле делата.